Здраво, ова е 162-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно смотнала критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. Надејашниот репертоар е Two of Us на Филиппо Менегети, во кој станува збор за Нина и Меделин, глумени од Барбара Сукова и Мартине Шевалие, две пензионерки кои живеат на Испрат, врата до врата, кои се заљубени една во друга со децении, но немаат јавно соопштено на членовите на фамилијата на Меделин, кои сметаат дека се само пријателки, соседки кои живеат на највисокиот кат од зградата. Тие си влегуваат во становите една кај друга, непречено уживајќи во секојдневните поволности на заемниот живот, се додека Меделин не се повреди и се хендикепира при доживеаниот удар. Тоа нема да ја спречи Нина да ја сака, па ќе се обиде да изнајде начин како да биде со неја, иако постојано наидува на неодобрување од околината, најпрвено од негователката, а потоа ќерката на Меделин ќе мора да согледа дека незината мајка имала долгогодишна љубов за која не била запознаена. Ова е нежен и тивок филм кој сведочи за неисцрпната љубов која што тлее помеѓу Нина и Меделин, кои во третата доба на животот се имаат најдено една за друга, кои се грижат меѓусебно многу подобро отколку што нивната фамилија одвојува време за да ја избави таа обврска. Иако тие го живеат секој ден како да е последен и уживаат во заемното присуство, конфликтот во делото го иницира мозочниот удар, меѓутоа тој ја крие една од најупотребените тропи на ЛГБТ филмовите, односно тоа е стравот од признавањето на членовите на фамилијата дека се геј, што е разбирливо за тинејџерката, например, во Princess Sid, па дури и за возрастните во Happiest Season или The Heiresses, меѓутоа за пензионерките кои се осамостоиле, одживеале исполнителен живот, создале фамилии, малку е комично што немаат доволно храброст да ја споделат оваа страна на нивната персона, која што содржи афекции кон друга жена, која ја примиле во нивниот живот, стравувајќи од потенцијалните реакции на најблиските. Излишно е да го потенцирам очигледното, но луѓето кои што ве прифаќаат со сите доблести и мани се тие кои ви се потребни во животот, а тие што константно ви судат само залудно ви го трошат вашето внимание кое не го заслужуваат. Сепак, постои легитимниот страф од напуштањето и одбивањето, кој не може да си го приушти Меделин, која знае дека во годините во кои се наоѓа ќе биде потребна физичката помош, но ако ги алиенира најблиските, стравува дека ќе биде оставена сама, меѓутоа таа никогаш не е сама, затоа што Нина нема намера да ја напушти, во што можеме да се увериме од незината настојчивост да биде блиску до неја. Секако дека е потребна сила и храброст да се обзнанат најблиските за истополовата љубов, меѓутоа филмот успева да прикаже дека љубовта е универзална, без разлика на возраст, пол и националност. Туку успева да ги засили ЛГБТ агенсите и концепциите со кршење на предрасудите на оваа табу тема. Тајната разболува, тајната разјадува однатре, доколку не биде споделена, што е соодветно символично доловено во ова дело. Секако дека тајновитоста на врската ќе побуди симпатии кај гледачите, иако не се опрашање млади девојки кои ја прикриваат, не баре играат криенка со неја, но Нина во една соочувачка сцена одлично ја потсетува Меделин да ги скине оковите од минатото и да се освести дека сме 21 век и никому не му е грижа дали е лесбека или не, затоа што одамна се надживеани тие болести, барем во Франција, меѓутоа на Меделин се уште и представуваат потешкоти за комплетно себереализирање. Негователката е соодветна препрека за возобновување на љубовта помеѓу љубовничките, која повлекува со себе каузален след од нереализираното ветување, меѓутоа и во каква инертна и реклусивна состојба да се наоѓа Меделин, заробеничката во собственото тело, изнаоѓа начин да ја искаже својата порив преку минорните телесни гестови. Без разлика на нарушениот когнитивен процес и одсутен поглед, таа наоѓа начин да не потсети дека е присутна во секој кадар. Во третиот чин веќе не е возможно криењето на вистината за афинитетите на љубовничките, кои соодветно се потенцирани од внуката при погледнувањето на фотографиите од фотоалбумот, кај што го засадува никулецот на сомнеж во главата на низината мајка, дека има нешто повеќе помеѓу долговечните пријателки, зашто самата ќе посведочи. Епилогот е пренаивен за мој вкус, затоа што овој
популистички финиш е еквивалентен на останатите холивудски драмолетки, меѓутоа е осмислен на тој начин што успева да го комплетира оптимистичкиот навев на благопријатни емоции кои пробиваат и го затоплуваат срцето на гледачот. Физичкиот хендикеп е само последица на попречувањето на плановите за продажбата на станот и започнувањето на новиот идиличен живот во Рим, која самите си ја нанесуваат. За пофалба е актерската способност на култната Фасбиндерова актерка Сухова и Шевалие, кои ги доловија интимните емоционални состојби на ликовите и убедително ги експонираа нивните обострани афинитети, кои ги уловува на камера Аурелиен Мара, кој остава простор да се дистанцира камерата од актерките и да улови предмети во кадри кои сведочат за одминатиот живот и спомените кои нему ги кријат, снимајќи во студио со симулакрум за екстерна светло низ прозорците. Внимавано е кога камерата да се доближи до ликовите, а кога да има засебни функции на обсервирање на нивниот сооднос, кој е надополнето од музичкиот сентимент на Мишеле Менини, кој ги надоградува емоциите во добро и во зло. Ронан Трончот и Джулија Мейби го монтираат делото со јасно структурирано течение, што е повеќе од потребно за добивање на самодоверба за реализирање на прв долг игран филм, кој Бресоновски убаво е испилтриран но непотребен материјал, правејќи го фокусиран и сосредоточен. Дури и во самиот противречен продукциски дизајн на домовите, во кој тој на Меделин е детално подреден и декориран, евоцирајќи спомени, а тој на Нина е спакуван во пакети, спремна да се оцели во секој миг, се говори за различните призми низ кои приоѓаат на врската. Иако официјално се води како игра на долгометражно деби, остварување на режисерот Филипо Менегети, тој претходно има снимено едночасовен документарен филм за животот на 6 градежници во Маестрак Working in the Shipyard во 2009 година и неколку краткометражни играни филмови за нарушени семејни односи во далечни села пред да го сними своето долгометражно деби. Симплифицираноста на премисата и нејзината неелаборативна доработка секако дека ќе бидат препреките на овој тивок филм да биде забележено од пошироката светска јавност, за разлика од периодичниот Керол на Тод Хейнс или во конотација на младешкиот Blue is the Warmest Color. Но, самата инстанца што станува збор за одржување на живот на љубовта на пензионерки ќе му загарантира својствена дистинкција од другите дела во ЛГБТ категоризацијата. Сепак станува збор за прв долг филм на режисер кој знае што сака и тој чинител секогаш би го преферирал, штом делото не се стреми да биде трансгресивно, отколку незрело остварување на режисер кој уште се пробува и наметнува себе си врз делото по секоја цена со севкупното свое незнаење. Филмот беше награден од жири комисијата на Белградскиот фест, но собра и неколку други награди на филмските фестивали широм светот, имајќи својата премиера на ТИФ, односно фестивалот во Торонто, а потоа ја играше во Лондон, Монпелје, Солун, Рим, Палм Спрингс, Ротердам, Гетеборг, Даблин и многу други фестивали, станувајќи представник на Франција во категоријата за интернационален филм на овогодинешните Оскари, иако се сомневам дека ќе биде препознаено неговото значење затоа што е нежен и тивок филм, кој не верувам дека е атрактивен, ниту пак ангажирано дело. Штом Аморна Ханеке не успеа да се закити со Оскар во оваа категорија, залудно е да се очекува таа привилегија да припадне на Д, посебно во година во која тешко може да се одземе награда од рацете на Another Round. Млад режисер снима филм за две возрастни жени, одглумени од две хетеросексуални актерки кои играат љубовнички во филмот. Тоа треба да ви даде до знаење дека уметноста не е ексклузивен посет на одредена групација на автори, напротив, припадноста на создавачите на делото не предодредува како филм може да снимаат, напротив, оваа екипа докаже дека сето тоа што е најдобро за уметничкото дело треба да се земе предвид на прво, второ и трето место, а тука љубовта помеѓу двете возрастни жени се става на пиедестал во оваа резигнирана мелодрама, која нема да дозволи да остане премолчена, додека се дава значење на лагата која живеат, несопирливата сила и неподвижниот објект. Ако морам да го евалуирам, тогаш Two of Us
од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 162-то издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!